Минималната плата ќе се зголеми на 18.000 денари после нова година, најави министерот за економија Крешник Бектеши. Во 2016 година просечната беше 22.000, па 23.000 денари, а сега е 28.820 денари и ќе се зголемува во континуитет. Зголемување на платите има и во образованието, здравството, приватниот сектор. Само минималната плата е зголемена за 100% за 4 години, колку што не е направено со години наназад, кажа министерот Крешник Бектеши. Прашавме дел од струмичани што тие мислат доколку се оствари ова одлука после нова година. Веќе најавено дека после нова година можно е зголемување на минималната плата на 18.000 денари. Што мислите вие доколку се донесе оваа одлука? Одлично би било и вовеќе од 18. Од тие скапотија и мора да се покачува некако луѓето, бога ми, како ќе издржат, не знам. Така, доколку се покачи на 18.000 денари минималната плата, мислите дека тоа е доволно за екзистенција? Море повеќе треба. Повеќе треба. Никако не може да биде доволно за екзистенција. Зависи за колку член сме и за кој, за поединец се рачуна. Зависи од староста и од многу нешто. Ако само за искрена говорите, тоа е нешто друго. Па добро, секогаш е малку, ама сепак е доста. Но ова не може што имаме сега. 18 минималната да биде, така? Па добро, пак од прилика. Задоволно не е доволно, ама пак е малку повеќе. Од друга страна, пак владата заради стандардот на граѓаните одлучи да ги замрзне цените на ниво од 1 декември. Во првата група производи со замрзнати цени се лебот, брашното, месото и сувомеснатите производи, шеќерот и маслото, трајното млеко, сирењето и урдата. Се најавува иста постапка и за цените на оризот, јајцата и тестенините.